Добре дојде во студио за моите гости, Беса Арифи, правен факултет Југоисточна Европа, доцент сте вие. Да, и Александар Туртевски, адвокат. Одиме со темата која разбранува јавност и веќе долго време и се говори, но стравувањата веќе видовме дека се обистинија, како велите вие во вашата колумна, роб облечен во облека на јустицијани може да донесе праведна одлука. Зошто сметате дека се судиите, уставните судии, иако и останатите можеме да кажеме дека низ целиот овој период се проблематични, донесувале проблематични одлуки или биле врзани тесно со власта? Што мислите, зошто уставните судии токму ја донесоа одлуката председателот да може да помилува, особено изборни измами? Така. Јас лично мислам дека иако има повеќе потфати таквата одлука да се представи како правно основана и како потребна одлука во врска со тоа да се подели власта и властите да бидат да бидат независни една од друга, сепак мислам дека таквата одлука е чиста политичка одлука, особено во оваа време, и тоа кажува многу за сето тоа што се тврдеше до сега, значи во јавноста, и што до некаде, значи се гледаше и во сите тие, во целиот тој процес на значи на обелоденување на некаква вистина што сите можеби сме го знаеле, ама сега веќе имавме некои докази што тоа го докажува. Сепак се даде тоа време за да се види и да се стави во, како да кажам, во проба целиот тој систем, и за жал, значи се потврдуваат тие како да кажам обвиненија против нашиот судски систем, можеби секогаш има исклучоци кои што се за почит, но сепак јас за тоа мислам зборував кога пишував мислам за тоа во врска со тоа колку тие суди се слободни во тоа што го донесуваат и колку се чувствуваат слободни, бидејќи еден слободен човек пред се, а после и слободен судија не може да носи таква одлука која што пред се толку многу спорна од аспект на правото. Добро. Кој е образложението, господин Туртевски, на овие уставни судии? Имате ли информации, инсайдерски? Имате постојано контакти, особено со судиите? Знаете ли како ќе го образложат и оправдаат? Со овие судии, со овој суд не секој имам никаков контакт, ни инсайдерски, ни надворешен, никаков. И ако добро се сеќавате сега да потсетам дека кога после неколку годишен така да речеме екзил или молчење од политиката, се вратив некако на сцената, гостував во една емисија каде што тоа беше отприлike пред некои 10 месеци. Тогаш го најавив дека ќе ни се случи ова. Значи најавив и тогаш една колешка моја беше фрапирана како е можно да се подготвува терен дека председателот ќе ги аболицира, ќе ги аболира. И она рече, баш да го видам тој председател. Значи, од тогаш се направи дури овој цел притисок врз Уставниот суд и на истата или претходно друга некоја емисија истото го кажав дека пред овој суд, пред овој Уставен суд, јас не поднесувам никакви представки, не се обидувам да оспорам уставност на овој суд и не одам на седници на овој суд. Не го признавате од тој суд? Значи, да не бидам како Тито, меѓутоа, затоа што вообичаено е кога станувате пред суд да се обратите со зборовите почитуван суде. Јас не ги почитувам и не можам тоа да го изустам и на странките сум им рекол дека пред овој суд јас не одам и не поднесувам воопшто представки, никакви, нити барам оценка од овој суд на уставност. Тоа беше уште пред 10 месеци кога речиси никој во Македонија не го ни назираше ова, меѓутоа мене ми беше јасно дека процедурата ќе оди така. И токму сега се остварува ова што тогаш за жал бев во право кога го предвидов. Добро. Вие сте кривичар, професор по кривично право. Правото на помилување од страна на председателот Иванов, како може да го разбереме? Не станува збор, значи, само за едно кривично дело, односно може да помилува председателот само за едно кривично дело, но не и за повеќе. Можете ли да ја објасните процедурата?
Така, вака, значи во врска со правото на помилување, тоа право кој што избира од уставот, но се регулира со закон. И се регулира првин и во кривичниот законник, има член кој што зборува за помилувањето и го објаснува самиот институт. Но значи по-детално се регулира со законот за помилување, кој што е посебен закон и донесено во 1993 година, а после со измените на тој закон од 2009 година, не дека се стесна, значи, ингеренциите на председателот, туку едноставно се донесе одлука за некои одредени кривични дела кои што се оценија како најтешки дела, да не постои таква можност да за биде помилување. иземен председателот, од можност на тоа не се сведува на ингеренциите на председателот. Тие ингеренции не се спорни, но исто така не е спорно дека таа материја се регулира со закон. Не е уставна материја, туку е законска материја. Но прашањето е ме разбравте, доколку еден функционер биде обвинет за едно кривично дело, дали подразбира дека ќе биде обвинет и за други кривични дела и автоматски дали ќе биде помилуван? Така, тој ќе се помилува, значи само за едно дело. Меѓутоа со тоа не се исцрпува можноста на председателот дека за една лице има можност само со еден акт да го помилува за едно дело. Добро. Значи председателот има неограничено можности, значи според сегашното решение кое сега практично е на сила, председателот може да донесе 1000 поединечни акти за помилување, например на 120 луѓе, ако условно кажано секој од нив е обвинет за 10 кривични дела. Еве на пример за изборни измами, да предпоставиме. Значи може сите овие луѓе кои што беа, значи да донесе поединечни решенија за секој 120. Но за 120 кривични дела. Посебни кривични дела ќе бидат посебни кривични дела. Посебни во останата област доколку има кривично дело, пак ќе донесе. За истиот човек? Да. Пак ќе донесе, нема ограничување. Нема никакво ограничување, заради тоа што имаше информации дека постојат ограничувања. Не. Ева одреден функционер ако одговара само за изборна измама, не може да одговара за нешто сосема друго. Значи, може председателот и за следното кривично дело, ако е упорен, повторно да донесе акт за аболиција и повторно да донесе, и ако јавното обвинителство упорно му покренува, например, ако некој сторил теоретски 20 кривични дела, денес носи едно, тоа кривично дело оди во адакта, утре се носи друга постапка, значи започнува, утре носи председателот нов акт за помилување, задутре за трето дело, трет акт за помилување и ќе видиме сведоци на таква шарада. Ќе бидеме сведоци на таква шарада. Ќе видите, Вие тврдите дека јас тврдам дека сега ќе биде прашање на натегање, ќе видите до кога, значи нервите на председателот ќе му издржат да прави, значи по моја проценка вака сега слободна, мислам дека најмалку 50 ќе донесе. Сега е прашањето дали над 50 ќе оди. Значи дали ќе оди до 200. Тоа е прашањето. За мене не е спорно тоа дека не случајно се донесува токму во оваа време, значи таква една иницијатива. Политички наивно да ви кажам право, не е многу важно дали ќе носи 200 акти на помилување. Доволно е еден да се за да целиот тој процес биде спорен и биде нарушен на некој начин. Знаете, работата е дека еден, например, еден виш функционер или еден висок функционер на власта да биде на тој начин помилуван, колку тоа многу ќе значи за целиот овој процес што се труди на некој начин и меѓународната заедница и сите други да го воведат, што тоа ќе значи за таквиот тој процес. Не мора и да бидат 200 помилувања. Видете, јас може да ги предвидам како ќе одат работите, бидејќи се пофалив дека добро, за жал сум ги предвидел. Значи ќе имаме ситуацијата, председателот ќе помилува една солидна бројка. Добро. Подосна ќе настанат натегања, бидејќи јавноста, меѓународната заедница ќе влијаат на него, на совеста негова, дали ќе проработи, нема да проработи или ќе му биде срам. И на крај Уставен суд повторно ќе го прогласи законот за специјално јавно обвинителство за неуставен. Иницијативата на Тодор Петров ќе излезе од фиока. Да, еве, тоа е моето предвидување.
Тоа е моето предвидување. Да. Ако тоа се случи, значи тоа е навистина А крај. што? Не. Знаете колку краеви јас од 90-та година сум видел. Значи, добро се сеќавам кој еден висок функционер, значи 2003-2004 година, не знам што беше поводот, рече, денеска удривме на дното. Но некој ќе ви чукне од оздола и ќе ви каже има уште. Има уште пропаѓаме и никако тоа Ма до кога ќе биде такото пропаѓање на нашите можности во пропаѓање се неограничени. Добро, одговорноста на уставните суди ме интересира. Дали е можно да се покрене некаква одговорност за ова нивно поведение? Па, знаете, постои одредба за несовесно вршење на функцијата уставен судија, но сепак за тоа едноставно значи како се одлучува и во целиот овој, мислам, поредок, малку ќе биде проблематично во овие, а за постојање основа може да се покрене таква постапка. Која е процедурата? Кој го покренува тоа? Таквата процедура треба, значи, во рамки на за уставните суди важат сите одредби кои што важат и за другите суди, нели? И значи според тоа ќе треба таква постапка да се покрене пред советот, значи судскиот совет и членовите на тој судски совет да одлучат, значи за што е невозможна мисија во ваков контекст. Јас сум многу порадикален. Колешката е професор и се занимава со теорија. Ова е во доменот на теорија. Меѓутоа, јас сум начисто, јас немам дилеми околу одговорноста на уставните судии. Значи, нигде во светот, многу ретко, уставен судија одговарал за даден глас и мислење. Значи, они уживаат имунитет за даден глас и мислење. Значи, ти имаат потполно право да размислуваат автохтоно на начин како што тие нивната совест им налага и тоа е нивната обврска. И навистина ништо немам против ако оваа одлука ја донеле врз основа на нивната совест. Меѓутоа, ако во некоја постапка се докаже дека двете овие одлуки кои што ги донесоа, ги донеле по инструкција од некој центар на моќ или дека биле уценувани со некој, не знам сега, не можам да предпоставам со што, меѓутоа, ако им било наредено да ја донесат оваа одлука, ако имале состаноци претходно, ако со некого се состанувале, ако комуницирале, се договарале, ако добиле наредба да спроведат вакво нешто, тоа е злоупотреба на службена положба и тоа е кривична одговорност заради тоа што целта е, значи, тоа е злоупотреба на службена положба бидејќи тие делуваат надвор од својата совест, од своето правничко знаење, по наредба на некого со намера да прибават корист, односно да им овозможат на одредени луѓе гонети за криминал да ја избегнат правдата. Чисто кривично дело што треба многу сериозно да се докаже, ова е во доменот на предпоставки, меѓутоа мислам дека не ги исклучува, значи од одговорност, особено кривична одговорност. Особено кривична одговорност, доколку одлуката е донесена по налог на некој со намера да на крајот се издействува аболиција на луѓе кои што сториле сериозен криминал. Добро, вие и претходно кажавте дека сте се пофалиле, велите, еднаш се пофалив дека добро знам како функционира овој систем, одблиско го гледате и еднаш во една емисија кажавте дека знаете за суди кои се доблесни, кои би постапиле согласно разумот и интегритетот и моралот. До сега не видовме. До сега не го слушнавме нивниот глас. Ке видите во судовите, значи сите промени што овие денови во последно време, во последните 5-6 месеци што се направени каде што судии се префрлани од одолот, например, за организиран криминал на прекршоци или на други работни места, сето тоа е во оваа насока. Значи тие се казнувани. Тие се казнувани. Значи ако видите судиите што до вчера судел кривично и сега пред 2 месеци или пред 3 месеци е префрлен во оделот за прекршоци, тоа е показна, тоа е практично председателот на судот знае за подобноста, знае дека тој човек има карактер, дека утре ќе се спротистави на некој негов налог и ќе делува ќе работи по собствената совест, од таа причина се префрлени во прекршоци по казна.
Добро. И тоа е исто така е често пати злоупотребено токму таа, значи несовесно вршена работата и според тоа значи суди биле значи разрешени и сето тоа, значи па затоа можеби на ист начин да им се врати. Тоа во некакво широко толкување на правните норми тоа оди до злосторничко здружување. Така. Значи ако председател на суд распоредува суди на друго работно место, во друг оддел, знаејќи дека е прашање на ден кога ќе стигне кривична пријава или барање за спроведување на истрага од специјалното јавно обвинителство, меѓутоа ги трга судиите за кои што се сомнева дека практично ќе постапуваат според закон и носи судии за кои што знае дека ќе го слушаат и дека ќе донесат криминални одлуки, и тоа практично јас еднаш дури напишав дека и тие влегуваат во злосторничкото здружување, затоа што тоа е апсолутно злоупотреба. Добро, познати се такви случаи, особено во Италија. Таков тип на спрега. Така, уште нешто што е тука важно, например, тоа е еден од проблемите и правните проблеми кај нас, што е врска и со независното судство. Иако мислам јас дека не зависи се од тоа, мислам, од платата или пак од другите услови што треба да им се исполнат на судите за да бидат независни, сепак таа внатрешна компонента е многу важна, но ова што го спомнавте е навистина дел од тоа. Судијата треба да биде сигурен дека во тоа место тој, значи, ќе може и значи подолго ќе може да работи на тоа работно место што му се дава, а не да се префрла вака на другите. Направени се доста механизми во таа смисла, меѓутоа пак се изнаоѓаат начини. Еве, видовте сами преку изборот, уште во старт, ако имате избор, судија кој што морал или млад правник кој што морал да отиде да замоли кај Гордана за да биде избран за судија, тој зима веднаш обврска дека ќе биде послушен и тука веќе нема право разнавање, нема јуриспруденција, тука има исполнување на партиски задачи и инструкции. Тука завршува правото веќе, готово. Ајде околу специјалниот суд, тој се чини дека е неопходен, особено во соработката на Катица Јанева со судството. И има информации дека сепак ќе биде тој формиран еден вид на специјален суд или специјална некаква судска единица која би соработувала со. Да, идејата беше уште од почетокот, значи дали треба специјален суд да има или само специјално обвинителство. И уште од тога, значи, многу луѓе критикуваа околу тоа зошто само јавно обвинителство се формираше како специјално оделение и сето тоа. И навистина се покажува дека е тоа така. Ете, после 6 месеци и сите тие обструкции што и се вршат на специјалната јавна обвинителка и нејзиниот тим, покажува дека навистина судството има голем проблем и постои огромна, значи, потреба да постои еден тако специјален, не специјален суд, туку специјално оделение во рамки на постојниот судски систем, и тоа е можно, законите тоа го дозволуваат. Но тој би бил изгласан во парламентот? Да, со посебни измени во законот, како што ова беше, значи како ќе биде владеачката коалиција, како ќе биде натерана, онака како што гласаше за изборите во април. Исто како што се сложи да се формира специјалното јавно обвинителство. Исто, веројатно со истите аргументи. Не знам кои се, очигледно имало сериозни аргументи за да ги натераат да подпишат согласно за формирање на специјалното јавно обвинителство, и многу веројатно дека со истите аргументи ќе се настапи за формирање. Треба дополнителен договор за тоа, мислам, дека Пршински тоа не го опфаќа. Тој е мртов веќе. Тоа се сега дефинициите и коментарите дека е сега мртов после 500.000 спорни гласачи во ДИК. Извештај официјален кој не е признаен од страна на коалицијата ВМРО-ДПМН, но и од други. Тоа ги покажа сите наши стравувања на квадрат дека биле. Во најлошиот сон не можевме да претпоставиме дека може да има 490.000 луѓе кои што се на погрешно место, во најблага форма кажано, во избирачкиот список. Што тоа значи, господин Туртевски? Легитимитетот на оваа власт е под прашање, легитимитетот на председателот е под прашање. Апсолутно. И легитимитетот на уставниот суд. На уставниот суд. На целиот систем. На целокупниот систем. Се што представува власт, се поставува прашањето за легитимитетот. Меѓутоа, прашањето како ќе излеземе сега од овој проблем. Колку
и странците и ние ќе имаме трпение на вистина и искрена желба. До сега никогаш не сум видел, например, искрена желба за работите да се решат и да се постават на во вистинска насока. Добро, без притисок од меѓународната заедница во оваа држава е невозможно. Воопшто не ми се допаѓа тоа, меѓутоа за жал тоа е нашата политичката реалност налага. Значи, така. И голема среќа што меѓународната заедница на вистина се ангажира околу нас. Знаете, тоа јас сега се поставам во таква некоја ситуација, некојаш си помислам се ако би јас имал задача да оправам некој Бургунди негде таму. Ке дојдете 20 дена, 30 Но ова не е Бургунди, ние сме во Европа и среќа, значи целокупната наша среќа е што ние се наоѓаме во Европа. Така, Инаку ако бевме надвор од географските граници на Европа, ќе бевме оставени како лавови, како хиени да се изедеме меѓу себе и тоа ќе ни се случише, ќе беше вест на некои вести дека таму негде се испотепале сизеле меѓу себе и веќе ги нема и ќе беше завршена приказната. Во тој склоп на вистина е многу индикативно дека секогаш кога постојат такви големи проблеми, секогаш чекаме излезот да ни доаѓа од надвор и мислам дека не знам до кога тоа ќе трае. Мислам и не дека тие немаат трпение нашите партнери меѓународни и сето тоа, но како тоа се огледува на нас, мислам на нашето општество, која е таа незрелост што ја покажуваме, мислам чим не можеме ние сами да ги решаваме тие работи и да седнеме веќе после колку години и да созрееме, едноставно да созрееме и да стигнеме до тој степен да ги правиме работите бидејќи нам ни требат и така треба, а не заради тоа што некој ни кажува дека да се созрее треба барем 1-2 века, тоа е. Да. Сега се покажува дека всушност изборите на 5 јуни се невозможни, можеби и во септември е проблематичен тој датум, се слагате ли со овие проценки? Така, јас не разбирам како може да се стават, мислам, конкретни и финални датуми заради таа работа. Изборниот процес е доста сериозна работа, најсериозна од сите, бидејќи целиот легитимитет на се што се прави во државата важи токму од тој ден на избори и како тие избори да бидат неспорни. Тоа е вид, тој е политичкиот пазар веројатно кој мора да се направи со ВМРО ДПМН, да подпишува постојано некакви датуми, па потоа да гласа дека тоа се неважечки, да се одиче како чека. Дека и они ќе подпишуваат одлагање на изборите се до момент додека анкетите нивни интерни не им покажуваат дека добро стојат. Во моментот кога ќе согледаат дека следното теоретски одлагање веќе ќе ги донесе да паднат ниско, затоа што факт е дека секојдневно им паѓа рейтингот, меѓутоа кога ќе им падне рейтингот толку ниско да веќе бидат сигурни дека ќе ги изгубат изборите, тогаш нема да се сложуваат со нови избори. Освен ако не се искористи пак некој аргумент што претходно некој го користел, значи некакво заплашување е тоа, сега да бидеме објективни дека нешто друго ќе се случи или не знам што, меѓутоа веројатно пак ќе се излече некој џокер од ракавот со кој што истиот со кој што се натерани да направат специјално јавно обвинителство, дај Боже ако направат специјално одделение во судот и со Стапот и Морковот повторно ќе треба да се натераат. Добро, верувате ли дека високи владени функционери ќе одговараат доколку бидат докажани некакви кривични дела? Па тоа е работата, дали сакаме навистина да се реши се во ова или само сакаме да симулираме уште натаму. Која е вашата сега политичка проценка? Политичката проценка значи многу ќе зависи од тоа, мислам колку ќе бидеме спремни како општество тоа да го поднесеме и мислам дека тоа е кондицио sine qua non, значи услов без кој не се може да се оди напред, ако навистина треба да има некаква иднина целава работа и земјата и сето тоа, тие луѓе мора да одговараат. Тоа е голем криминал и се сведува на тоа најсуштинското во општеството, значи целиот тој изборен процес, но уште многу други кривични дела што со тоа се поврзуваат. Злосторнишкото здружување е мафиозен потек, знаете, и луѓето треба да одговараат бидејќи без тоа ништо нема да се смени во општеството. И нема иднина земјата. Господине Туртевски, кои се вашите проценки? Јас сум сигурен дека ќе одговараат со тоа што само прашање е кога. Дали сега брзо кога еден огромен дел од нашето општество тоа го бара,
или овие обидувајќи се да најдат решение, како што сега, например, го забавија процесот. Еве, за изборните измами, веројатно дека председателот ќе донесе акт за аболиција. Ќе има обструкција околу спорните гласачи, изборните листи. Да, ќе има. Значи, ќе ги искористат сите можности. На крајот, моето предвидување е дека овој закон за специјално јавно обвинителство ќе биде прогласен за неуставен, меѓутоа времето ќе создаде услови да можеби ова специјално обвинителство ќе прерасне во она нормалното јавно обвинителство, ќе се создадат услови. Ова нема да може Македонија да функционира уште долго, а да имаме јавен обвинител државен како што имаме и организација. И паралелни институции практично. Да. Мислам дека во догледно време ќе се создадат услови кога нормалното, мислам, јавното обвинителство на Македонија нема да има потреба од специјално. Веројатно дека огромен дел од овој кадар ќе поминат таму и ќе ги преземат клучните функции во тоа јавно обвинителство и тогаш се ќе биде многу полесно. Меѓутоа сега прашање е кога јавноста и огромен дел од јавноста се нетрпеливи, меѓутоа но ова е долг и мачен. Меѓутоа имаме работа со еден толку криминализиран систем, каде што е навлезено до најситните пори. Така што треба многу време да помине луѓето да се освестат, да се охрабрат некои луѓе кои што денес молчат. Впрочем, го читав еден извештај, читав како е постапката за Санадер во Хрватска спроведена. И луѓето кои што практично и таму од надвор го воделе процесот, рекоа дека им требало многу време да го охрабрат ускокот во Хрватска, тоа е нешто слично како наше специјално јавно обвинителство, да го охрабрат да покрене, да ги превземе во своји раце. Вика, постојано го охрабрувавме дека е ред, дека е време и на крајот се одважија да превземат и тоа. Водете сметка, има огромна разлика во свеста на луѓето кои што се на високи функции во Хрватска и во Македонија. Има огромна разлика. Значи тоа се професионалци, стручњаци, значи многу се понапред од нас. Значи нас ќе ни треба уште многу повеќе време додека институциите навистина почнат да размислуваат онака како што треба, да постапуваат според закон, не заради тоа што да се охрабрат, Да. Меѓутоа, значи треба многу да се направат инструменти за да се раштрафи оваа монструозна машина која што контролира се, буквално, од медиуми до невладини организации, не сите, мислам нормално дека има под свое судови, јавно обвинителство. Знаете, јас велам, кога странците дојдоа прв пат, јас се сеќавам Хан кога дојде прв пат. И сега веднаш му се презентираат бомбите. Не беше многу загрижен тој. Тој е добро, по ред, владата ве прислушкувала, имате јавно обвинителство. Му се покажува, му се презентира јавниот обвинител како комуницира со власта и како е послушник нивни. И сега тој е добро, во ред, па имате суд, му се покажува снимки како судиите се избираат. Тој вели добро, невладиниот сектор, му ја покажувате значи блискиве до власта невладени организации како постапуваат. Тој ка добро, имате медиуми, тоа му го давате латас. И на крај човекот во првиот момент се собра и замина. Не знаеше, нема во ниеден учебник, нема ниедно решение некаде напишано што во ваква ситуација, заради тоа што ваква ситуација нигде немала на свет. Да се земе под свој и невладиниот сектор, да се направат лажни невладини организации кои наводно се грижат за човекови права, а всушност се подлизурковци на власта, се влезени во тој систем кој што се купени. Значи, купувањето на луѓето е многу опасно во Македонија. Ако видите председателот на судски совет, јас некогаш се прашувам со што ги купуваат овие луѓе. Па добро, нели им е срам на неговите деца? И сега гледате го, председателот на судски совет што е Кара Катица Јанева, неговата ќерка е економски промотер во Шкотска. Значи, не е само дека едното ниво е подкупено, се оди да се подкупува и подолу, да нема проблеми и дома. Фамилиарна поврзаност. Така, нешто друго што е тука важно е, сепак, навистина е целата ситуација многу тешка, но не нерешлива и безизлезна до тој степен. Мислам, вие сте оптимист.
живееме во Балканот, имаме две држави кои што имале голем проблем, значи со корупцијата и со сето ова што ние го довиживуваме. Едниот пример го спомнавте, значи Хрватска со Санадер, но другиот пример е Романија. Значи, добро, и двете се во Европска унија и сето тоа, но сепак само тоа покажува дека се може, значи може и така нешто да се направи и целиот тој процес е можен, значи не е невозможна мисија, но само навистина тоа е голем испит за нас, значи како држава, како што бил голем испит и за Хрватска и за Романија, тие го прешле, го положиле тој испит, мислам дека и ние треба да се потрудиме околу истиот, инаку нема. Уште е нешто од стручен аспект во однос на уставноста или неуставноста на закон, да се вратиме повторно на ова што е најгорливо деновиве. Значи, со оваа одлука на Уставниот суд, практично извршната власт се наметнува над судската. Тоа го повредува принципот на поделба на власта. Причина што председателот со ова решение, мислам дека е несреќно срочено тоа решение, дека и тоа мора да се избрише во догледна иднина, дека председателот може да интервенира во постапки во тек. Јас би бил среќен кога би имало едно решение, председателот може да дава помилување во рамки на законското решение за условен отпуст. Значи, таква една одредба би требало да се стави, тоа е, значи, отприлике, после одлежена една половина или една третина од во исклучителни случаи од казната затвор, значи, меѓутоа никако да запира кривични постапки во тек, заради тоа што во ваква ситуација, вулгарно сега кажано, председателот може на денот на неговиот роден ден да запре 1000 постапки во суд. Или може да испрати негов емисар некој во судот и да ги прашува луѓето: ти зашто си за силување? Еве ти аболиција, подпишана од председателот, дај толку пари, оди си, или председателот денеска части, нема кривична постапка денеска. Значи нема никакво ограничување. Може да оди до крајна линија, значи до крај може да оди тој процес. Меѓутоа, тоа значи дека председателот де факто е над судот и над јавното обвинителство, што не може да има извршната власт. Околу контролниот механизам, да. Нема контролен механизам во овој случај. Само свеста на председателот. Само тоа. Кој би требал да биде, госпоѓа Арифи, контролен механизам? Да, ироничното, само да довршам со мислата тука, ироничното е во тоа што во решението на судот, значи уште одлуката не сме ја видели на решението, стои дека во рамки на таа поделба на власта, судот не, мислам, законодавниот дом не би смел да навлегува во ингеренциите на председателот. А значи токму сега се дава председателот да влегува во надлежностите на судот. Во сите демократски земји судот е над се, значи и судот не може вака на овој начин да се реши ова. Но околу контролниот механизам на председател. Така. На председателот, кои се опциите? Значи за да има таков контролен механизам, најпрвин треба да се направи таа законска измена што вие ја спомнувате. И пазете, нема само законот за помилување, не треба само тој да се измени, туку и кривичниот закон треба да се измени, бидејќи во членот за помилување и таму стои дека председателот може да запира постапка. Знаете, и тоа веќе навистина му дава многу големо право, без разлика кој да биде, без разлика дали го користи таквото право председателот, сепак значи тоа навистина е нешто големо. И не дека треба да се стеснат ингеренциите, туку тоа навистина е многу тежок случај за судскиот систем и треба тоа најмалку што требаше беше тоа, значи кривичните дела да се поделат и да се знае дека за одредени дела. И тоа е опасно, апсолутно, да владее председателот. Јас сум против да има можност да запира веќе кривични, започнати кривични постапки, заради тоа што тој де факто се става над јавното обвинителство. Дека може тој да ги ревидира одлуките на јавното обвинителство. Значи јавниот обвинител денес покренува постапка, може еве условно кажано сега, за диво населје денеска председателот може да рече: ја запирам таа кривична постапка. Така. И денес сите да си отидат. Добро, за други, или за други, за најтешки можни кривични дела, мислам, еве пак за педофилија, значи за било што може да ги запре. Тој во моментов тој му е шеф на јавниот обвинител.
Дури и во јавното обвинителство постојат обврски каде што има колегиум, каде што треба да се реферира предмет, па да заземе став. Има ревизија и некаков отчет. Да, некаков отчет. Председателот пред никого не одговара денес зошто би запрел една кривична постапка. Освен пред партијата, веројатно. Тоа многу веројатно. Јас ви благодарам што бевте гост. Благодарам.